Време е за првиот разговор во Македонија наутро за денеска, а веќе во студио ја пречекуваме доктор Драгана Емел Марковска, која што е педијатар. Пред се благодарам за денешното гостување во утринската програма, па кратко ќе најавам дека фокусот на нашиот денешен разговор ќе бидат предвремено родените деца, предизвиците и на нивните родители, меѓутоа и вие како педијатри, вашата клучна улога за првите денови од нивните животи. Па така ќе го започнеме разговорот. Колку е тој цел процес всушност макотрпен? Добро утро и благодарам прво на поканата. Вчера беше еден од најважните денови, можеби да кажеме во педијатриската пракса, затоа што вчера се одбележуваше денот на предвремено родените дечиња. Тие што имаат дома предвремено родено дете или тие што се грижат и учествуваат во грижата и правењето на тие мали бебиња во луѓе е многу сериозен и значаен ден вчерашниот ден и е многу сите тие знаат колку е тоа тешко од многу мала и некогаш и непредвидлива работа да се стигне до еден успех кога тие деца ќе одат на училиште и кога ќе живеат како и сите други дечиња. Иако животот, јас многу често се шалам во ординација, можеби не го почнале така како што го предвиделе, меѓутоа треба текот да биде како и за сите, така и за нив. Кои се најчестите предизвици кои што ги имаат предвремено родените деца? Тоа се многу големи предизвици. Тоа е многу сериозна работа. Првично можеме да кажеме некогаш можеме да знаеме дека ќе станува збор за предвремено породување, па имаме простор и време да ги подготвиме и семејството и да се подготвиме и да знаеме отприлика што и како ќе правиме. Меѓутоа некогаш тоа се случува многу одеднаш и немаме време и простор за да ги подготвиме прво родителите, се останато. Знаете, се помала е границата на родилната тежина кога тие дечиња ќе се родат. Колку е помала границата, тоа само значи дека многу е подолг временскиот период кога тие ќе престојуваат во единиците за интензивна нега. Не може да се роди предвремен бебе, тоа да не престојува подолг временски период во единиците за интензивна нега во родилиштата кои што ги имаме во државата. И сето тоа зависи, токму од тоа зависи како и понатака ќе се соочуваме, какви ќе бидат плановите и што треба понатака да правиме со каков план и програма би правеле со родителите. Вашата улога е клучна во првите денови од животот секако на сите деца, но особено вниманието кое што го посветувате на предвремено родените деца. Меѓутоа, веројатно е прв моментот на таа емоционална поддршка која што има потребна родителите и колкав е нивниот страв во тие моменти? Ние како јас работам во матична амбуланта и ние како матични педијатри можеби прво се соочуваме и ги гледаме родителите за да им ја пружиме емоционалната поддршка, меѓутоа оние кои што во дадениот случај се најважни, тоа се неонатолозите, лекарите, педијатрите кои што работат во интензивната нега и терапија во родилиштата. Тие се првите лекарите од првата линија на одбрана кои што ги се соочуваат со сите први предизвици кои што ги имаат тие предвремено родени бебиња. Меѓутоа, од друга страна, ние треба да емоционално ги подкрепиме родителите за да издржат таа битка. Таа борба и таа битка никој не знае колку долго ќе трае и никој не знае како ќе заврши или како. Ние сите се надеваме на најдобрите исходи кои што можеме да ги добиеме и кои што сакаме да ги добиеме. Меѓутоа, не знаеме како ќе одат тие работи. За среќа сега се повеќе има групи за поддршка, обука на мајките за време на бременоста, психофизичка подготовка на мајките и тука мајките некако горе-доле се спремаат и се подготвуваат за породувањето, меѓутоа никој не е подготвен и никој не се подготвува дека ќе има предвремено родено бебе. Токму заради тоа ние сме тука да им одговориме на родителите на сите прашања кои што тие ќе ги имаат во патот додека нивното дете престојува на интензивната нега. Има и уште еден важен дел како да се одржи, како прво да се воспостави толку рано лактацијата која што ја имаат мајките, за да ја имаат, за да може да однесат од нивното млеко и да им дадат во родилиште од нивното млеко, кое што е многу важно и многу значајно во тој случај, и како да ја одржат таа лактација додека бебето да си дојде дома. Веројатно тука е нашата најголема поддршка во тој период. После напуштањето на интензивната нега или кога условите кај во здравјето на бебето се веќе подобрени, колку често доаѓаат кај вас на контроли и колку е всушност потребно
да има редовни прегледи? Прегледите на сите бебиња, особено на предвремено родените бебиња, се диктираат зависно од условите. Прво не знаеме кога ќе дојде бебето, кога ќе излезе од родилиште, со која родилна тежина ќе излезе и така натака. Токму тие се некои параметри кои што ни определуваат. Некогаш се случува да ги викаме на една недела, додека да и тие се адаптираат дома и да видиме како се адаптирани. Сепак станува збор за бебе кое што е многу мало. Тие не очекувале дека имаат толку мало бебе. Така да на почетокот се многу чести тие контроли, но потоа постепено се проречуваат, така да кажеме, па се најчесто на еден месец и зависно од проблемите кои што ќе се јават. Знаете, никогаш со предвремено родените бебиња имаме проблеми кои што тековно може да ни се појават. Не знаеме како ќе оди развојот. И многу често условно кажано, одгледувањето на едно предвремено родено бебе е заеднички пакет. Ние не го правиме сами. Тука некогаш треба да се вклучат и дефектолозите, треба да се вклучат, зависи колку престојувало детето на интензивна нега, дали има потреба од скрининг на офталмологија, за да се види да не имаме некоја компликација која што треба да ја предвидиме. Потоа имаме контрола на слухот, треба и тој да се провери. Тоа се сите параметри кои што заедно во заеднички сили ги одредуваме и ги правиме. Тоа се навистина многу фази кои што треба да се поминат и едно од прашањата беше токму тоа, колку педиатрите во одредени ситуации има потреба да соработуваат и со други специјалисти. Па има дали сте потреба. во директна координација? Имаме ние координација, ние се слушаме секогаш. Ние матичните педиатри сме веројатно првата линија кога можеме и да забележиме дали одредено бебе се развива соодветно според возраста или не се развива. Дали треба да вклучиме интензивни третмани, например на физикална терапија, дали треба да одиме на дефектолог, дали треба да одиме на логопед. Сето тоа е тековно кое што ние го правиме, меѓутоа за секое дете, особено за предвремено родените деца, тимската работа е најважна за да ги надминеме сите потешкоти кои што можеме да ги имаме. Во однос на домашната нега, тимот секако се сведува на родителите, па кои се најчестите прашања кои што ги добивате еве конкретно за родителите на предвремено родените деца и има ли некои чести грешки кои што всушност ненамерно ги прават токму поради тој страв кој што го споменавте? Грешки има секогаш, ненамерни се секогаш исто така. Прашањата се различни зависно од тоа колку ќе биде големо бебето кога ќе си дојде дома, меѓутоа најчестите прашања се како да обезбедиме средина која што нема да му го загрози здравјето на тоа предвремено родено дете. Тоа е дете кое што неговиот имун систем скоро и па да го нема, ние дома треба да го правиме и така натака. Значи, првично е во тој смисол дали треба и колку треба да имаат посети, дали треба да одат надвор, кога треба да одат надвор, како да го чуваат детето во однос на температурата на воздухот, дома каква да биде, колку треба да биде облечено бебето, како ќе се храни тоа бебе, дали ќе цица, колку ќе цица. Не е исто да нахраните бебе кој што има 2 кила и бебе кој што има 3,5 кила. Бебето што има 2 кила нема сила да јаде само многу често, па ние му помагаме, меѓутоа на бебето кој што има 3,5 кила самото си цица и немаме толку проблеми. Најчесто тоа се првите прашања кои што ние треба да ги одговориме, а после тековно одат прашањата. Може би не поврзано толку со прашањата околу самиот третман кој што ги добиваат на предвремено родените деца, воопшто за тоа што ги споменавте условите кои што треба на некој начин да се исполнат и во однос на домашните услови, меѓутоа и за излегување надвор, колку овој период од годината кога веќе не е актуелно, а разгадувањето всушност е проблем за сите новороденчиња. И за сите новороденчиња, и за сите дечиња, и за сите аерозагадувањето е проблем кој што ни се провлекува многу долго, меѓутоа да се надеваме дека можеби оваа година нешто за нијанса ќе се подобри во однос на превземање на мерките за да се спречи толкавата изложеност на таква аерозагадување на децата. Новороденчињата можеби можеме да ги заштитиме. Предвремено родените дечиња исто така можеби ќе купиме прочистувачи дома, па нема. Меѓутоа тука сега веќе ќе ни се постави другото прашање. Не треба воопшто да ги вадиме надвор, не треба да излеземе надвор, а од друга страна ќе ви речеме па треба да одиме на прошетка надвор. Така да тоа е нешто што е многу сериозно и многу треба да внимаваме. Јас велам, секое убаво време кое што го имаме, особено ако тоа се случи да биде во викендот, треба да го искористиме за да одиме на планина. Па еве тука и Скопска Црна Гора, еве тука и Водно, колку толку малку од малку ќе можеме да се заштитиме од тоа аерозагадување. Можеме ние поголемите дечиња да им препорачаме да носат маски, ама тие ќе ги носат маските до училиште, а во училиште треба да се отворат прозори, треба да се тоа се многу сложени
процеси кои што баш и не знам дека ние можеме така со опични мерки во смисла проветрувајте дома, вклучете го пречистувачот, можеме ние да ги заштитиме. Да, тоа би биле една мала мерка која што би ни потпомогнала да го намалиме степенот на штетност на аерозагадувањето врз детскиот организам. Меѓутоа не сум јас сигурна дека ние можеме тоа многу да го направиме. Да, секако тоа се свидува на што може родителите да направат во нивните домашни услови. А кога станува збор за бројот на предвремено родени деца, веројатно не можеме да издвоиме статистика, меѓутоа што покажува вашето искуство како педијатар, кое што го имате долги години зад себе, дали во последниве години се зголемува бројот или пак некаде искуството покажува дека е исто или слично? Па некаде слично е. За среќа, степенот на преживување на предвремено родени деца многу се зголемува. Тоа е многу важно. Се зависи дали бројката на предвремено родени деца се зголемува или расте на глобално ниво, морам да бидам искрена, оваа година не ја забележав. Меѓутоа, се зависи од тоа каде живеете и какви се условите и колку негата на мајката била запазена во текот на бременоста за да се спречи предвременото породување. Меѓутоа, за среќа, се помалку и помалку ги гледаме компликациите кои што може да ни настанат од предвремено породување на бебињата. Сега тука претпоставам дека и самите третмани се многу подобрени со текот на годините и тоа што го потенцирате на самиот почеток дека веројатно се зголемува јавната свест и едукацијата кај трудниците. Таа е најважна. Таа е најважна кај трудниците, за да го ние спречиме предвременото породување, можеби имам улога во смисол да спречиме се што може да доведе до предвремено породување, како редовно следење на бременоста на мајката, спроведување на сите редовни прегледи кои што треба да бидат. Сите тие се со причина. Сите тие брисеви, сите тие контроли кои што се прават во текот на бременоста се со причина да доколку постои ризик од предвремено породување го откриеме порано или да го спречиме да настане истото. Доктор Драгана, ќе ве прашам и малку неврзано за оваа тема, затоа што актуелни не се настинките и овој зимски период веќе на грипови вируси. Што се случува со дечињата кои што се на помала возраст, дали и сега веќе имаат тие потешкоти во однос на пиење антибиотици, дали треба, кога не треба и како исто така и на оваа тема реагираат родителите, односно што е она што сакаат да се посоветуваат всушност родителите со педијатрите, кога треба да се пие антибиотик и кога не треба веднаш да се оди во амбуланта? Тоа е веќе нешто што ние долги години го кажуваме, го раскажуваме, ги едуцираме родителите и така натака. Да не заборавиме, најголем број процентуално застапеност на предизвикувачи на горно и долно респираторни инфекции се вирусните предизвикувачи. Значи, за вирусот не треба да дадеме антибиотик. Антибиотиците ги даваме кога веќе ќе настане суперинфекција, односно кога тоа ќе се искомплицира со одредени бактериски инфекции. Постојат параметри кои што ние ги следиме, кои што ги можеби некогаш многу често ќе ги викаме децата на контроли, но сепак тоа е нешто што треба да го направиме. Не значи дека ако ние му дадеме на детето антибиотик веднаш кога ќе дојде во амбуланта, ќе спречиме појава, не знам, на воспаление на белите дробови или нешто друго. Не, напротив, можеби само ќе влошиме неговата општа состојба кога тој се бори со вирусот, па треба да ги дадеме. Имаме кога треба да ги даваме. Јас мислам дека и во таа мерка се повеќе и самите родители стануваат свесни дека не треба да се прави таква злоупотреба на антибиотиците. Знаете, имаме ние злоупотреба на антибиотици. Тоа е нешто што цело време го зборуваме и степенот на злоупотреба на антибиотици е намален за 1%, 2%. Тоа не е ништо. Тоа е сосема мала бројка во однос на употребата на антибиотиците. Меѓутоа, свесноста за кога и дали треба да се употребува на антибиотици, мислам дека се зголемува кај родителите. Барем за тие што доаѓаат кај нас во амбулантата, можам да зборувам за другите, не можам, меѓутоа за среќа се повеќе постојат родители кои што се свесни дека треба да му дадат шанса на имуниот систем на детето, треба да се внимава, треба да се следат мерките, општите препораки така натака. И најважно, детето кога ќе добие температура не треба веднаш да одиме на лекар. Истото што ќе го направите дома ќе го добиете како совети кај нас во ординација. Само треба да му даваме течности повеќе, да го разладуваме, да го следиме што ќе се случува, секако сирупи за температура доколку е потребно. Даваме, меѓутоа тоа се од тие општи мерки кои што треба да ги примениме веднаш. Да, секако пред да го започнеме разговорот тука во студио, споменавте дека изминатата недела ви била прилично мирна. Што значи тоа во пракса, односно каков е обемот на работа периодов? Со какви предизвици се соочувате? Мирна. Тоа се смеевме, мирна е кога
имаме 50 прегледи дневно во една смена, тогаш викаме па добро, не беше така страшно. Кога е страшно? Страшно е, ние зимово веќе ќе станува, се повеќе ќе станува страшно, некогаш се случува да имаме и по 100 прегледи во една смена. Тоа е физички многу исцрпувачка работа, како за нас, така и за родителите, за да се исчека, да се дојде на преглед и така натака. И да се посвети внимание подеднакво на сите. Ние се трудиме максимално на секој дете да му посветиме внимание оноку колку што треба. Никогаш прегледот трае 5 минути, никогаш трае 25 минути, тоа никогаш не можеме да го предвидиме. Меѓутоа, она што сега го имаме за среќа се само респираторните заболувања. Не е тоа за среќа имаме само еден тип на болести, меѓутоа минатата година немавме тотална поделеност во смисол секој вирус има своја сезонска појава. Стомашните вируси ги имаме повеќе во летните периоди, вирусите кои што ги зафаќаат респираторните патишта ги имаме во зимските периоди. И лани не беше баш тоа. Се беше изместено начинот на кој што се манифестира вирусите, како одеше клиничката слика, се некако не ни беше баш добро. Не ни одеше во прилог на ништо. Оваа година можеби се почна да се враќаме, се смееме ние во стариот редослед. Имаме се повеќе респираторни заболувања, односно вируси кои што ги зафаќаат респираторните патишта, па можеби ќе биде помирно ова зима во однос на претходното, ќе видим. Но тај Боже да биде така. Ви благодарам многу за денешното гостување, за сите одговори кои што ни ги дадовте, па ева да го заокружиме разговорот со една ваша порака до сите родители на предвремено родени деца кои што можеби во моментов се соочуваат со тие стравови кои што на почетокот ги коментиравте. Па треба да им кажеме дека тие се едни од најголемите борци кои што постојат во животот и само трпение, трпение и трпение. Многу често ќе го слушаат зборот трпение и нема да им биде јасно зошто, меѓутоа се полека и сигурно може да заврши. Имаме многу добри и среќни предвремено родени бебиња и приказни нивни. Децата се веќе големи, дел од нив ќе одат и на училиште. Колку и да им личи дека сега е се страшно и тешко, со трпение и со верба би требало се да заврши добро. Ви благодарам многу, тоа беше разговорот со доктор Драгана Емел Марковска.